Добар ден и од мене. Задоволство е да се присуствува на вакви проекти, каде што ќе може, како што каже еден од представниците на општествено одговорните компании, децата наместо на улиците и паркинзите да може да другаруваат и да уживаат во овие нови паркови кои што се градат овдека во општина Аеродром, но и не само во општина Аеродром, туку на секаде низ Македонија, онаму каде што ВМРО ДПМН има своји градоначалници. Ке ми дозволите да му честитам на градоначалникот Тимчо, да му честитам и на председателот на Советот Дејан, на советниците, на администрацијата овдека во општина Аеродром, што навистина и покрај тешките услови за работа успева да се справи со предизвиците и да ги реализира проектите кои што се дел од ветувањата преземени за време на кампањата во 2021 година. Мора да признаеме, иако тоа тие можеби нема да ви го кажат, но изминативе повеќе од година и половина откако имаме градоначалник како ВМРО ДПМН овдека, откако е Тимчо градоначалник во општина Аеродром, неколку маркици се избришени, односно површени, каде што беа предвидени стамбени објекти се избришени и на местото на тие се предвидени нови паркови. Тоа што значи во пракса? Тоа значи дека општината има намалени приходи, бидејќи граѓаните во општина Аеродром им е прекуглава од преголемата бетонизација и урбанизација. Сакаат повеќе зелениво, сакаат повеќе паркови. Но тоа значи помали приходи за општината и тоа значи дополнителна енергија треба да се вложи за да се реализира се тоа на кое што претходно беше ветувано за време на кампањата. И токму поради тие причини општина Аеродром одлучи да издаде, односно да го отпочне процесот и да го заврши на издавање на општинска обврзница, еден процес во кој што ќе се обезбедат дополнителни средства за реализација на проектите кои што беа дел од програмата за време на локалните избори во 2021 година, а при тоа да не се продолжи со бетонизација, да не се продолжи со урбанизација, да се продолжи со изградба на паркови и зелени површини каде што најмладите ќе можат да уживаат и да другаруваат. Но за жал и покрај тоа што се поминати сите процедури и во Министерството за финансии, и во Комисијата за хартија од вредност, и Македонската берза, и Советот овдека, гледаме дека од владата има игнорантски однос, има една одбивност, има еден завист. Зошто? Затоа што општините каде што имаме градоначалници, администрација и советници кои што се амбициозни, а се дел од ВМРО ДПМН, сакаат да одат напред и да реализираат проекти. Тоа е погрешна политика, да ги кажнувате граѓаните само за тоа што не сте компетентни, затоа што сте длабоко вовлечени во криминал и корупција и да не дозволувате во општините каде што опозицијата, каде што ВМРО ДПМН ја управува администрацијата, има свој градоначалник, прво не е човечки, а второ е антимакедонски. Затоа што на тој начин Македонија не дозволувате да се развива како држава. Јас наистина апелирам до владата на ДУИ, поддржана од СДСМ, да се одважи, да излезе овој пат и да ја поддржи обврзницата која што ќе дојде на дневен ред на владина седница од општина Аеродром, за да може жителите во Аеродром да обезбедат за своите најмили дополнителни објекти, како што се детските градинки, реновирани училишта и нови училишта, да може да навистина добијат оно кое што го заслужуваат нашите најмлади, а тоа е пристојно образование и едукација. И покрај тоа што ги кочат, ако мислат дека на тој начин ќе се намали поддршката за општината, се лажат. Тие на локалните избори изгубија повеќе од 2:1, на следните парламентарни избори тој однос ќе биде многу поголем, можеби 3:1 ќе биде, затоа што навистина веќе не збориме за намален рейтинг на СДСМ и владата, туку зборуваме за немање воопшто рейтинг на СДСМ, посебно помалиот коалиционен партнер на владачката ДУИ. И очекувам затоа овој пат да се одважат во името на граѓаните, да ја поддржат оваа обврзница, за да може да бидат реализирани тие проекти. Уште еднаш ќе ми дозволите на крај да честитам и на градоначалникот, и на председателот на Советот, на советниците, на администрацијата за напорот кој што го вложуваат во овие тешки времења да испорачат тоа кое што било ветено пред аеродромци овдека. Толку од мене, доколку имате други прашања, ви стојам на располагање. Мецковски вчера беше формирана работната група за уставните измени, иако без експертиве. Јасно е дека од политичките партии ниту една опозицијска партија нема да учествува во работата на оваа група. Како го коментирате тоа? Немам коментар, сум го кажал мојот коментар дека таа тема сум ја затворил и не можам да коментирам повеќе.
Во однос на она што е актуелно со коридорите, првиот човек на државата Пендаровски вчера имаше една изјава во тема на денот на Сител дека во секое жито постои како во однос на сомнежите за коридорите 8 и 10. Како коментирате ова и практично она што вие како партија го кажавте го демантираше премиерот Ковачевски. Не еден сублимат за се што значи овој случај. Па видете, Стево Пендаровски не престанува да се нуди на владеачката коалиција, СДСМ, ДУИ и останатите, мислејќи дека ќе биде повторно претседателски кандидат и ако тие го поддржат така сите заедно, дека тој ќе биде практично иден кандидат на овој со големи шанси, нели, според него да биде претседател. Јас морам да го разочарам и да му кажам дека тој е најпосекуваниот противник за опозицијата на следните претседателски избори, бидејќи сигурно ќе доживее дебакл од граѓаните и ќе изгуби, така што сите овие гимнастики и салта кои што ги прави на отворена сцена не му доликуваат, не му личат, затоа што сепак има некакво портфолио на политичката сцена во Македонија и треба достоинствено уште овие неколку месеци што му престанат мандатот да ги одработи и да замине во историјата како еден, би рекол, лош пример како треба еден претседател да се однесува на една држава. Исто така сакам да потенцирам дека тоа што тој го кажува практично ги амнестира за потенцијалниот криминал владата на ДУИ поддржана од помалиот коалиционен партнер СДСМ, за криминалот кој што ќе го прават за тој проект кој што вие го наведовте, тоа е проектот за изградба на коридорот 8 и коридорот 10D. Наистина нешто што представува за сите нас едно големо загрижување и сме загрижени, бидејќи процесот се води нетранспарентно, јавноста го нема договорот на увид, јавноста не знае што крие тој договор. Еве гледате во медиумите излегуваат делови од тој договор, каде што нормално приватниот партнер да си го заштити својот интерес, но не е нормално владата да наместо да го штити интересот на граѓаните и државата да го штити интересот на приватниот партнер, па сега излегуваат со некакви соопштенија, просто човек срам да го фати од нивниот срам, каде што велат не се тоа пенали, туку биле, не знам како кажа, трошоци дополнителни. Просто човек да не може да се изначуди на нивната глупост на отворена сцена. И јас сум вчудоневиден, но затоа еве го имаме претседател кој што во улога на аналитичар се служи со народни мудрости, наместо да каже што ќе преземе, и еве јас го повикувам да не се крие позади собранието, да излезе, да се одважи и тие законски решенија кои што ќе дојдат кај него да не ги потпише. Он го има тоа како можност, да не го суспендираме правниот поредок во државата, да не го суспендираме уставот, туку едноставно барем еднаш во овие 5 години како претседател да одработи во интерес на граѓаните и на државата. Инаку, еве, ќе завршам тука каде што започнав. Јас би сакал Стево Пендаровски да биде коалиционен и, како да речем, консензуален кандидат за претседател на државата, на коалицијата ДУИ поддржана од помалиот партнер СДС. Во однос на случајот Ехтел Ленка, владата вчера спреми одговори. Кој е вашиот коментар? Гледаме дека сакаат на некој начин да се исперат, дали еве не го признаваат тој договор? Јас повторно ќе го повторам она што кажав, се срамам поради нивниот срам. Она што вчера на отворена сцена го правеа не доликува на луѓе кои што на крајот од денот оваа држава им ги обезбедила основните и елементарни права. На крајот од денот ги образувала бесплатно. Еве, ајде, барем до тука ќе се задржиме. Тоа што тие го кажуваат вчера не заслужува буквално никаков коментар, но сакам уште еднашка да ги предупредам дека свесно ја ставаат државата во подредена положба. Тоа е кривично дело. И не знам, ќе повторам колку сериозно ме сваќаат, но за ова кривично дело од првиот до последниот ќе одговараат. Идната влада на ВМРО-ДПМН има намера во детал да навлезе во ова што тие го преземаат како врска и бидејќи ја ставаат свесно државата во подредена улога, а со тоа и ги уништуваат народните ресурси. Јас јавно кажувам, еве, повторно, вчера го кажав тоа и денеска ќе го кажам, ќе одговараат
за ова има да одговара. Ке може краток коментар околу набавката на лекот Трикафта за болните со цистична фиброза. Вчера имаше реакција од исто така пациент кој требаше да биде во таа група за да го добие лекот, меѓутоа не го доби, но исто така чекаат и околу 140 пациенти, додека се трошат пари нерационално за многу други луксузи на власта. Наистина жално, тажно, трагично. Замислете колку луѓе може да се третираат со лекот од овие 53 милиони евра, да речеме пенали кои што владата свесно ги превзела да ги плати на приватната компанија, затоа што свесно знае дека Уставниот суд веќе донел одлука за неможност, односно оспорување на одлуката за зголемување на работната недела од 40 на 60 работни часа. Замислете со овие 53 милиони евра колку луѓе може да бидат третирани и со ние 2 милиона евра дополнителни пенали кои што исто така на месечна основа ги имаат преземено, може да се третираат овие пациенти. Немам зборови, нивниот примитивизам и неодговорност шокираат и колку побрзо заминат, толку повеќе луѓе ќе се спасат во Македонија. Ова веќе не е борба кој да ја формира владата. Ова е борба за да ја минимизираме штетата која што на дневна основа се случува во Македонија и да спасиме некој човечки живот. Овој нивен примитивизам и неспособност шокира и навистина не се трижува и час поскоро треба да се одважат, да излезат пред граѓаните, да излеземе на избори и да завршиме еднаш со оваа политичка елита која што ја предводи владата на ДУИ поддржана од помалиот коалиционен партнер СДС. Уште едно прашање, ако може, како конкретно го коментирате законот за работни односи, кој што вчера се најде за прв пат во собраниска процедура во комисија и како пратеничката група на ВМРО-ДПМН ќе се постави и во однос на другите закони кои што треба да бидат изгласани во насока на забрзување на работата на коридори? Па гледате дека вчера пратеничката група на ВМРО-ДПМН преку собраниски процедурални говори успеа да оваа тема ја одржи во јавноста што подолго, за да може јавноста да биде запознаена со тоа што таму се случува и кои се измените во Законот за работни односи, тоа како прво. И како второ, ќе продолжиме на тој начин во парламентот да делуваме што се несува и до останатите закони. Ние имаме аргументирани позиции, амандмани, дури во некои од законските решенија има и други спорни моменти кои што претходно уште во 2010 година ги има Уставниот суд поништено, тоа во деновите кои што следат ќе ги дознае и јавноста, ќе излеземе со докази, така што ние ќе сториме се како ВМРО-ДПМН, овие закони вакви какви што се да бидат подобрени. Ќе повторам, ВМРО-ДПМН не е против градење на автопати. ВМРО-ДПМН не е против изградба на коридорите 8 и 10, бидејќи тие се делови од програмата на ВМРО-ДПМН, но не на ваков начин и не со овие законски измени кои што го дерогираат комплетно правниот систем во Македонија и го суспендираат уставот. Ќе ве потсетам, јас вчера отворив таа тема и ве охрабрувам и вас медиумите да продолжите да истражувате како тоа и чиви ќе бидат тие дивоградби кои што ќе се најдат на оваа траса, кои што ќе бидат експроприрани по пазарна цена. Наместо тие кои што ги направиле тие дивоградби да бидат санкционирани, дека направиле кривични дела, тие уште ќе бидат наградени со народни пари. Еве, ве охрабрувам вас медиумите, излезете и истражите го. Да, ви благодарам.